Добро вечер, почитувани гледачи. Велат дека на младите светот останува и ниту една организација не може да обстанува ако нема свој подмладок. Вечерва ќе зборуваме за Црвениот крст, но од една друга перспектива, од еден друг аспект, а тоа е младите кои што се волонтери во оваа организација и кои што несебично го трошат своето време таму, но и најдоа некако како едно свое прибежиште во Црвен крст, си се пронајдоа себе си. Ќе разговараме со Весна Терзиовска, подпредседател на Општинската организација на Црвен крст. Добре дојдовте во Лупа. Добре ве најдов, ви благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи. Како што реков, значи вашата организација постои многу одавна, но се некако се придвижува напред и лепезата на активности и проекти кои што ги имате се повеќе се зголемува. Сигурна сум дека за тоа голем удел имаат и младите кои што учествуваат во оваа општинска организација и сите оние волонтери кои што доаѓаат нови, свежа крв. Околу 250 младинци поминуваат низ просториите на општинската организација и со тоа се добива и на квалитет и на идеи. Како е да се работи, бидејќи вие сте директно инволвирани во работата со младите луѓе, како е значи да се работи со нив? Како што кажавте, младите се, да речем, носечката карика во нашата организација. Ги имаме моментално над 250 активни. За големо задоволство да се работи со младите, бидејќи во нив лежи иднината, тие се полни со ентузијазам, тие имаат многу голема креативност, желба да се вклучат, да помагаат, да го трошат своето време корисно, а ние сме тука да им овозможиме, значи да го направат тоа. Сега во едно време кога се некако им е на младите достапно, кога имаме развиена техника и технологија, кога најчесто се пред компјутерите, вие успевате да им го привлечете вниманието и да доаѓаат во вашата организација. Како ви успева тоа? Затоа што секој доаѓање кај вас гледаме нови млади лица, ги гледаме на терен, ги гледаме на проектите кои што ги реализирате. Како успевате во тоа да ги привлечете да дојдат? Сметам дека моменталниот тим кој што раководи, управува со Црвен крст Охрид и оние кои што имаат било каква лидерска водечка улога во нашата општинска организација се токму луѓе кои што се посветени во работата, ентузијасти, креативни, спремни и желни за промени. Така да многу е лесно да се следи нашиот пример и бидејќи јас лично сметам дека Црвен крст е се уште место во кое што не се изгубени вредностите, како што се искреност, честност, вреднување на работите. Значи ние се трудиме на секој можен начин да ги привлечеме први младите, така што имаме неколку алатки за регрутирање на нови млади. Например, имаме програми во кои што првично доаѓаат младинците, но потоа се обидуваме на секој можен начин да ги задржиме затоа што им нудиме лепеза на активности, места каде што секој може да се пронајде себе си. Не правиме дискриминација врз никаков основ и на некој начин сме отворени за сите, достапни во секое време, така да секој може да си пронајде свое катче, место каде што ќе ги покаже своите способности, ќе се чувствува корисен, ќе учи многу работи, вештини, знаења и ќе се пронајде себе си, како што кажавте. Така. Во рамките на програмата на Црвен крст се спроведуваат голем број проекти, како што напоменавме. И многу од нив, барем мене, во прв момент, прв печаток ми е откаде ваков проект во Црвен крст. Значи некако не можеш да ја најдеш некоја директна врска на организацијата Црвен крст и она што имаме некаква представа ние граѓаните дека таа значи со проектот кој што го спроведувате. Но ако малку подлабоко се навлезе во се она што се постулати на Црвениот крст, може да се најдат тука корените на сите проекти со кои што вие работите. Од каде ви доаѓаат идеите за нови проекти? Дали се тоа преземени од некои други организации или пак и се ваши изворни? Идејата за движењето Црвен крст воопшто датира од 1859 година, кога
од грозоморната слика кај Солферино, кога Анри Динан ги организирал луѓето да ги ублажат страдањата на жртвите во војна. Но мисијата на Црвен крст, освен што е да ги ублажи страдањата, да спасува животи од катастрофи, од војни, е исто така да ублажи страдања на другите ранливи групи. Значи, денес имаме покомплицирани ситуации каде што луѓето се дискриминирани, маргинализирани, осамени, изолирани. Така да ние движејќи се, подпирајќи се на сите тие принципи, 7 принципи на кои што се подпира движењето на Црвен крст, се обидуваме да ги интегрираме во сите наши активности. Нормално со доаѓањето на новото време, на нови млади, нови интереси, нови потреби, секогаш има нови креативни идеи, кои што ние во главном ги црпиме од младите. Значи, идеите се нивни. Ние само сме тука да ги мобилизираме нашите капацитети, материјални, технички, човечки, за да им овозможиме таа дадена идеја да се реализира. Дел од идеите, бидејќи ме прашавте дали се наши или превземени, можам да кажам дека многу малку идеи се преземени или идеи кои што се спроведуваат на национално ниво, па ние како локална организација на Црвен крст ги спроведуваме. Да речеме ПХВ програмата, промоција на хумани вредности. Тоа е програма која е национална, но која што ја спроведуваат сите општински организации, така и ние, Црвен крст Охрид, ја спроведуваме и секоја година ние обучуваме младинци, 35, како да изготвуваат проект, да помогнат некому и како да имаат активен пристап во животот, да стигнат од идеја до реализација. И потоа, верувајте, од таа програма, од тие младинци кои што дошле кај нас преку таа програма, се родиле многу идеи кои што ние едноставно сме ги зеле, сме биле тука со нив, сме дали простор тие да се развијат, така да програмите од типот на Вдиши театар, Story Hour, Јака карика, TOEFL припремање, музикотерапија, значи тие се програми кои што слободно можеме да се пофалиме дека се наш локален производ. Така. Ја споменавте ПХВ програмата, еве ајде со незе малку да започнеме, затоа што пред еден месец од прилика беше неделата на ПХВ и вие на свој начин ја одбележавте, значи сите организации на Црвен крст во Македонија имавте една иста задача, требаше да подготвите една представа која што ќе покаже од каде потекнува организацијата Црвен крст, кој е Анри Динан, нејзиниот основоположник и така натаму. Значи, многу успешно се представивте со представата. Ние, граѓаните на Охрид, кој помалку, кој повеќе знаевме, но имавме можност, тогаш преку оваа представа да дознаеме како настанал Црвениот крст. И искрено ви кажам, на едно ниво на професионалци. Како успеавте сето тоа да го изорганизирате? Не беше така мала актерска екипа. Така, да. Убаво се забележали, ви благодарам на пофалбата. ПХВ програмата, значи како што кажав, е програма со која што ние секоја година регрутираме 35 до 40 младинци, кои во текот на годината поминуваат многу интересни обуки за култура на диалог, комуникацијски вештини, откривање целна група, правење разноразни активности за остварување на дадени цели, дружење, меѓусебно интеракција, за да на крајот од тој циклус тие младинци ја одбележат ПХВ неделата, која секоја година е од 21 до 27 септември. Ова година беше токму со представата Анри Динан. Имавме задача да погледнеме филм, кој што е филм игран, за животот и делото на Анри Динан, и врз основа на тој филм ние да направиме сценарио со кој ќе ги запознаеме нашите сограѓани токму за идејата на Црвен крст и кои се принципите врз кои се подпира нашата организација. Значи, ние тоа го направивме многу успешно, бидејќи, повторно ќе речам, работевме заедно со децата, секоја нивна идеја беше добре дојдена, тие се млади волонтери кои што имаат во нив, навистина имаат капацитет да изготват сценарио, да глумат, да пренесат одредена порака, користејќи ги нашите собствени капацитети, значи некои од нив беа костимографи, некои беа реквизитери, некои имавме во техника за пуштање светло и музика, некои имавме на сцена. Сето тоа го направивме за некаде 3 или 4 недели од прилика, со голема желба, голема љубов,
многу ентузијазам и многу вежбање, морам да кажам. Но кога сето тоа се склопи, изгледаше онака како што го погледнавте и сметам дека навистина се насочивме на главните моменти од животот и делото на Анри Делян и дека нашата публика беше задоволна и истовремено беше и едукативна представата. Така, и тука може да се откриат и некои таленти кои што можеби во иднина ќе се реализираат токму во овој правец, затоа што во нашиот град некако недостасуваат вакви некои активности каде што ќе можат да се вклучат младите. Еве, например, немаме некој театар за младинци, па еве ова е добар начин да си го разоткријат својот талент и да учествуваат еве во некои вакви представи, како што беше ова со Пехаве, но и со Вдиши театар, кој што е ваш изворен проект. Да, исто така сме многу горди на тој проект кој што веќе 3 години поред успешно го реализираме. Идејата поттикна повторно од она што го гледавме во нашите волонтерски редови, значи во капацитетот на младите кои што го имаат, нивната желба за глумење, нивната желба за правење нешто за заедницата. Ние секогаш зборуваме дека размислуваме глобално, но делуваме тука локално, бидејќи тоа е нашата цел. Вдиши театар поттекна токму од овие идеи. Многу младинци го најдоа своето место во рамките на представите кои што веќе 3 години ги играме и ние сме во Македонија, во рамки на Црвен крст, сме единствена општинска организација која има своја театарска група. Тоа е токму групата која што учествува секоја година во тие, е носечка во представите на Вдиши театар и ево ја одбележува неделата на Пехаве, се вклучува во одбележување на други разноразни програми или активности. Например, минатата година имавме во одбележување на неделата за грижа на стари лица, исто имавме представа. Во одбележување на неделата за борба против пороците. И ние како театарска група работиме и постоиме во Црвен крст Охрид и успеавме да ги поттикнеме другите општински организации кои што се наши побратими од останатите републики да оформат и кај нив театарски групи, така да нашиот фестивал Вдиши театар е веќе меѓународен фестивал и секоја година покажуваме се подобри резултати, бидејќи кај нас учествуваат гости од страна, а исто и ние потоа со нашата представа одиме и сме гости во останатите републики. Уште еден мотив плюс да се залагате и вие и младите уште повеќе и да се ангажираат попрофесионално. Сега, значи, овие млади луѓе кои што се ангажирани во Пехаве програмата, во Вдиши театар, тие истите може да се сретнат и како волонтери на улица кога продавате тикети некои, кога, еве, например, сега сме во теке неделата за гладните лица, значи се продават купончиња па за да им се помогне. Значи тие насекаде ги има, во сите програми се вклучени, не е само во некоја конкретно, туку ги има и во сите други. Некој има афинитет за нешто повеќе, за нешто помалку, но сепак се активни насекаде. Токму така. Како што кажавме, активностите на Црвен крст се многу, широк диапазон, но има нешто што се вика клуб на млади во Црвен крст, во секоја општинска организација, така и во Охрид. Во клубот на млади членуваат сите млади кои што дошле во нашата организација од општина Охрид и Дебарца и дошле на различен начин, преку Пехаве програмата, преку прва помош, преку крводарителство, преку некој неформален разговор со некој пријател и така натаму. Сите тие се членови на клуб на млади. Со тоа што клуб на млади секоја недела има, значи, состаноци и тие точно работат на тоа да ги откриваат, препознаваат, почитуваат желбите, афинитетите и способностите на младите и ние овозможуваме секој млад да се ангажира на различно место. Значи, од глумење до тренери по прва помош, пир-едукатори за некои програми кои што ги имаме, деца кои што ги поддржуваат, на некој начин, она што кажавте, се на наши штандови, продаваат талончиња. Значи, тоа се истите млади кои што сакаат, имаат можност, имаат време да се вклучат во повеќе активности од Црвен крст. Така, значи не се само стрикно за во некоја програма, туку се вклучени во сите сегменти.
Реков, имате многу интересни програми. Една што мене посебно ме заинтересира и заинтригира и која што се уште се подготвува е музикотерапијата. Сакам да проговориме за неја, бидејќи е специфична по многу нешта. Ќе организирате, да не речам курсеви по танц или часови по танц, како да ги наречеме, за оние деца кои што се со пречки во развој и кои што има Даунов синдром. Значи, навистина една голема одговорност. Како сето тоа планирате да биде изведено? Потикнати од идеите на нашите волонтери, значи музикотерапијата е психотерапевтен метод или техника, каде што музиката е основно средство за комуникација со лица со посебни потреби. Значи, уште од порано се покажало дека за некои лица кои што имат посебни образовни или воопшто посебни потреби, некогаш музиката е основно средство за комуникација. Така да ние во нашата организација подготвивме услови каде што ќе се реализираат такви значи, работилници, да ги наречам, каде ќе доаѓаат деца со аутизам, деца со посебни потреби, и со помош, со соработка на дефектолози кои што имаат поминато посебни курсеви, ќе се обидуваат да искомуницираат со тие лица на таков начин да помогнат во нивниот развој, социјален, емоционален, физички, да помогнат да се развие нивната, да се подобри нивната концентрација, да се намали можеби нивната хиперактивност, да се едноставно тие лица да се ослободат, да им е полесно да се вклопат понатаму во секојдневниот живот. Значи, тоа е проект за кој што идеја добивме минатата година и еве сега сме во подготовки и сметам дека во наредниот период ќе го реализираме. Ова ќе биде навистина од исклучително значење за сите оние родители кои што имаат вакви дечиња, затоа што не нуди нашиот град некакви услови за нивно згрижување или нивна инклузија во нашите општествени текови. И ова ќе биде за нив една новост, една свежина, каде што ќе можат да поминат еден час нивните деца квалитетно време. Значи, и да се забавуваат, но и на некој начин и да се едуцираат, да добијат некакви нови знаења, за да можат некако да си го олеснат понатамошниот нивни живот. Навистина, вакви чекори се за поздравување и се надевам дека што поскоро ќе почнете со реализација на овој проект. Во склоп на ова можам да спомнам и сензорната соба која што неодамна ја отворивте на иницијатива на Црвен крст со поддржани од Мировниот корпус во Основното училиште Свети Климент Охридски. Еве уште едно олеснување за оваа категорија на граѓани. Да, сензорната соба неодамна ја отворивме со поддршка на Мировен корпус. Сензорните информации кои што доаѓаат до нас од околината како дразби на нашите сетила се она кое што понатаму треба да го обработи нашиот централен нервен систем и врз основа на тие обработени информации ние се однесуваме во животот воопшто према луѓе, према предмети. За лицата кои што имаат оштетени, да речам, сетила, дали се тоа за мирис, за вкус, за допир и така натаму, е многу важно да се направи нешто, да тие ги добиваат информациите, ги обработат на начин кој што е за нив адекватен, соодветен, за да можат да понатаму се однесуваат онака како треба. Бидејќи оние луѓе кои што имаат проблем со обработка на информациите, се тие луѓе кои што понатаму имаат проблем во организирањето на нивниот живот воопшто. Таа соба е отворена во Свети Климент Охридски во Основното училиште и моментално е за учениците кои што се со посебни потреби и учат во тоа училиште. Но Црвен крст Охрид е со идеја да ваква сензорна соба отвори во Охрид и да биде достапна за сите родители кои што имаат деца со било какви посебни потреби. Значи, тука станува збор за деца кои имаат аутизам, хиперактивни деца, деца кои имаат проблеми со концентрацијата, со вниманието, со слух, со говор. Со нив ќе работат дефектолози кои ќе поминат посебни курсеви за работа со овие деца. И тоа е една соба која што е опремена со средства кои што испраќаат контролирани дразби до, да речам, до популацијата што е внатре и преку игра и забава тие на некој начин ги развиваат своите вештини и способности, ги организираат информациите и понатаму им се олеснува секојдневниот живот. Иако тоа личи на игра, за некој кој што гледа острана, тоа воопшто не е игра, тоа се
дозирани информации кои што ги добиваат, кои понатаму нивке им го олеснат животот, а и на нивните родители, се разбира. Споменавте во неколку наврати дефектолози кои што ќе работат со оваа категорија на дечиња. Дали имаме стручен кадар во градов кој што еве може да одговори на задачата? Да, во градов имаме многу дефектолози кои што можат да одговорат на задачата. Некои од нив се значи се волонтери во Црвен крст Охрид. За жал немаме во секое училиште дефектолози, но во градов мислам дека има многу дефектолози кои имаат желба, можност, знаење да го направат тоа. Значи, еве и тие преку овие проекти на некој начин до некаде ќе се реализираат во таа нивна примарна професија и се надевам дека за скоро време ова тема ја имаме повеќе пати начнато и со други гости, дека и во училиштата, и во предучилишните установи ќе имаме вакви служби, бидејќи се неопходни, покажува тоа да современото време дека треба ваков кадар кој што ќе работи со ваквата категорија на деца. Време веќе за мала пауза, ќе ве одморам тука со кратка пауза за реклами, потоа продолжуваме за останатите проекти на Црвен крст и на младите во него. Стариот добар рибен ресторан, сега Fish and Lunch Bar Лихнидос, со нов амбиент, уште попривлечен за нашите гости. Располагаме со 8 луксузни апартмани, кои представуваат спој на традиционалниот и модерниот дизајн. Остануваме најпрепознатливи по рибните специјалитети, но и специјалитетите од македонската национална кујна. Ланч бар и апартмани Лихнидос, во срцето на Охрид, на самиот градски плоштад, на само неколку метри од Охридското езеро, каде сончевите зраци ќе ве галат и гушкаат, додека го пиете утринското кафе, а навечер ќе уживате во звуците на македонската чалгиска песна. Прима Мебел ви представува Маса Антон од најквалитетен хрватски даб со 25% попуст. Калабрија, аговна гарнитура за 22.990 денари. Програм Фейс Регал со медијапански фронт со 25% попуст. И сите видови надушаци на пола цена. Посетете не во салоните на Прима Мебел во Скопје, СП Планет и во салоните во Куманово, Прилеп, Охрид и Битола. LED светлосни решенија со Гуго и Витек. Квалитетот го потврдуваат со 2-годишна гаранција и директна замена во текот на гарантниот период. Во тек е акција со која добивате гратис светилка на купени 10 LED светилки, која трае до 31 декември. Гуго, осветлете го вашиот дом. Секогаш можеш да направиш супа. Но можеш ли да измамиш насмевка? Да ја вратиш страста? Да подариш топлина. Направи супа, создади чувство, Подравка. Уживај во единствениот домашен вкус кој ти го носат бистрите супи од Подравка. Ке изработиш арматура од метални профили. Ке употребиш греди, штици и летви. Ке покриеш со керамиди од Нексе, Брамакс или од Кикински ТМ и готово. Поедноставно не може. Кармен Бау Центар, решение за вашите градежни проблеми. Едбул ти дава крилја. Македонија има најголема смртност на бебиња во Европа. Пациенти секојдневно умираат по болничките ходници. Се лекуваме од средновековни болести, зашто градовите и селата ни се депонии. Се трошат милиони за споменици и мерцедеси, а загадениот воздух и вода не убиваат. Бараме здрава животна средина, зашто во загадена трето дете не расте. Бараме здравство кое лечи, а не мој термин што пречи. Бараме промени. Можеме подобро. Ние одлучуваме.
продолжуваме ние со нашиот разговор. Моја гостинка Весна Терзиовска, подпредседател на Општинската организација на Црвен крст, и акцент ставивме на младите волонтери во оваа организација, кои што за среќа ги има се повеќе. Месец ноември е месец за борба против пороците. Бидејќи на секој чекор младите ги демнеат разни пороци, сигурна сум дека и тука вие активно учествувате во борбата против истите. Какви проекти спроведувате на овој план и како сето тоа оди? Секогаш и во континуитет Црвен крст проведува превентивно-едукативна програма, но посебно во месец ноември сме заложени за борба против пороците. Ние онака во Црвен крст промовираме здрави стилови на живот, така да овој дел со задоволство го работиме. Но бидејќи младите добиваат многу подобро ги примаат пораките доколку се пренесени од нивни врсници, ние овој месец направивме пир едукација на млади во неколку училишта. Тоа значи дека врсничка едукација, значи обучени се младинци кои треба да ги советуваат нивните врсници за штетното дејство на тутунот, алкохолот и дрогата. Направени се 10 едукативни работилници со по 25 млади луѓе, така да офатени се некаде околу 250 младинци од Охрид со овие работилници, и завршната трибина ќе биде на 25 ноември во 13 часот во големата сала во општината. Ево овај повод да ги поканам вашите гледачи да дојдат на таа трибина, која што ќе биде за борба против пороците на денешницата. Така. Даваат ли младите отпор кога се зборува за ова или ги прифаќаат советите? Знаете како јас од моето искуство и лично работам во училиште, во последно време некако не е мода да се биде на таа страна од пороците. Сметам дека веќе младите на некој начин се освестуваат кои се штетните дејства од овие материи, но во секој случај, како што кажав, многу полесно ги прифаќаат пораките кога тоа го прават нивни врсници. Многу полесно отколку тоа да го правиме ние повозрастните. Да. Си велат и вие кога сте биле млади, сигурно сте го правили истото, а сега нас ни кажувате што да правиме. Парафразирано, да. Како размислуваат младите, и можеби е подобро кога нивни врсник ќе им предочи дека навистина некој порок може да им го загрози и загорчи животот и да го смени целиот нивни животен пат. Младите лица учествуваат и во неделата за грижа на старите лица. Каква е тука врската? Бидејќи кога си млад не размислуваш дека еден ден ќе остариш и дека ќе ти биде потребна помош и дека можеби од некого, конкретно од некој помлад ќе зависиш, дури оние некои основни потреби кои што ти се да ти ги изврши ако немаш кој друг. Дали имаат некакво сочувствување со постарата популација, дали можат да влезат во нивниот свет и да баре малку да дзирнат како им е нив и дали имаат хуманост за старите лица да помогнат и тука. Апсолутно. Ние имаме волонтери во нашите редови кои што исклучиво сакаат да работат на такви активности, значи за грижа на старите лица. Во текот на целата година имаме активности за помош на стари лица, најчесто здравствени прегледи, социјална помош и така натаму, но тие активно се вклучуваат и во неделава за одбележување на грижа на стари лица. Тоа се случува во оваа недела, моментално. Наши тимови од млади лица се присутни на терен во општина Охрид и општина Дебарца, каде помагаат на стари лица, им вршат некои основни здравствени прегледи, ги информираат за некои работи, им доделуваат социјално-хуманитарна помош, посетуваат стари лица, дали во нашата болница или пензионерското друштво. Значи, максимално се вклучени во одбележување на тоа. Ете, минатата година имавме настан во кој што тие глумеа, значи, така го одбележа неделата за грижа на стари лица, иако ние од минатата година имаме веќе посебна програма за грижа на стари лица, која што се ја водат
волонтери повозрастни. Повозрастни, да. Затоа и ве прашав, затоа што знам за таа програма и затоа прашав дали младите се некаде тука вклучени, бидејќи можеби нема многу допирни точки со оваа популација, но сепак сите посакуваме еден ден да дочекаме и длабока старост. Постојано се заедно, дури и на нивните состаноци се присутни, заедно осмислуваат некои активности, поддршка се едните на другите цело време, а ево се присутни и на терен. Значи се така некако испреплетено да ги има секаде, навистина. Така. И сега ништо нема да направиме и не ќе знаеме докаде сме стигнали ако не излегуваме од рамките на нашата организација, конкретно зборуваме за Црвениот крст. Значи, вие не ќе знаете докаде сте со вашите активности ако не контактирате со други организации. Какви ви се контактите со организациите низ Македонија или и уште по-широко? Меѓународни, значи, организации, некои други. Да. Контактите на ниво на Македонија ни се одлични, котираме, да кажам, многу високо. Сме една од препознатливите организации во регионов. Младите исто на нивно ниво, на нивна релација се, да речам, контактираат со младите од другите општински организации во Македонија, но нормално, како што кажавте, соработуваме со многу општински организации на Црвен крст од бившите југословенски простори, значи Република Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, па дури соработуваме со Англија, со Германија. Правиме заеднички проекти, например, да речеме Силна Алка е проект кој што младите го осмислија, почна токму од Охрид, ето и тоа можам да кажам слободно и со гордост дека е наш производ, но во тој Силна Алка проект се вклучени неколку општински организации од разни држави. Ние сме само една од алките. Поентата на тој проект е да секоја организација еднаш годишно кога е тој настан, да речам, ја презентира својата најака алка, најсилна алка, значи што е она што ние го правиме најдобро во Охрид. И што е тоа? Па секоја година е различно. Ево ова година беше справување со катастрофи, каде повторно ги има младите, значи безбедност на планина и безбедност на вода. Минатата година беше промоција на хумани вредности. Зборуваме за се, значи ова сега ќе биде трета година на Силна Алка. Кажуваме што е она што го работиме најдобро, пошто сме препознатливи во околината и се обидуваме да го пренесеме на другите организации од регионов, а тие во исто време го прават тоа со нивната организација, што е тоа што кај нив најдобро се прави и како ние тоа да го прифатиме овде и да го отпочнеме или ако го имаме да го подобриме реализирањето. Така да нашите млади се постојано присутни надвор од нашава држава на некои проекти, програми, собири и така натаму, а во исто време сме и домакини на млади кои доаѓаат од тие држави и тие општински организации со кои соработуваме. Кога ќе се направи некаква споредба со другите општински организации или со овие што се во нашите граници, значи каде котираме ние? Каде сме? Дали можеме да се носиме со нив? Ќе звучи малку нескромно, но навистина котираме високо. Тие во нас гледат пример, учат од нас, исто и ние учиме од нив, но можам да кажам дека како што ние котираме високо во нашето национално друштво, значи како општинска организација Охрид, ние котираме високо во националното друштво на Република Македонија, исто така сите оние со кои ние сме збратимени котираат највисоко во нивното национално друштво, значи станува збор за Црвен крст Крагуевац или Црвен крст Ужице од Република Србија, Црвен крст Требиње од Република Босна и Херцеговина, Црвен крст Бар од Црна Гора, така да и тие се едни од најдобрите организации во нивните земји, ние сме едно од најдобрите во нашите и секоја наша соработка е растење и за нас и за нив, во секоја смисла. Се создава ли една позитивна конкуренција? И меѓу вас како организации, а и меѓу младите, значи кога ќе видат како сте таму организирани, како стојат работите, па веднаш кога ќе се вратат овде сакаат и тие нешто да применат. Да, апсолутно, тоа постои секогаш и секогаш посетата од една или од друга страна носи одма нова идеја и ние милуваме кај нас, да кажеме, во Црвен крст Охрид, дека не дај Боже да се роди некоја идеја веднаш ја реализираме, нормално во рамките на нашите можности, бидејќи некогаш другите институции кои треба да се вклучат за ние заедно да ја реализираме идејата, верувајте, имаме чувство дека не можат дури да не следат
толку се подпираме на нашите, да речам, собствени капацитети, на сите луѓе кои што таму гравитираат. Така. Значи, прво гледате, ако можете, работите, ги решите во рамките на вашата организација, па потоа барате помош од другите институции. Барем такво чувство имам јас. Може би така, но може би бараме помоши од другите институции, но и да не добијаме, ние ја реализираме идејата. Да, не се откажуваме. Имате замислено. Така, и на тоа ги учиме нашите млади. Тоа ни е една од, да речам, носечките мотиви. Значи, да не се откажуваат, да се потпрат на себе, на своите капацитети, на она што може да го прават и да не се откажуваат. Како ги координирате сите овие проекти? Еве најпрост пример, како наоѓате време за сите нив? Значи, како ги распоредувате, затоа што потребно е нормално и време и енергија за да се истера еден проект до крај? Има многу луѓе кои што во моментов гравитираат во Црвен крст Охрид. Некои од нив се во раководната структура, некои се во управната структура, некои се лидери на тимови. Кога секој ќе си го најде местото, кога секој ќе знае кои му се улогите и задачите, тогаш многу лесно работите да се организираат и да се истераат до крај. Кога станува збор за младите, ние сме тие кои ги учиме како да се организираат, како да ги динамизираат работите за да стигнат до крај и ние сме тука до нив цело време како помош и поддршка. И нормално кога се има љубов, ентузијазам, тогаш е многу лесно да се реализира некоја идеја. Кои се ваши некои наредни планови? Значи, споменавме неколку проекти кои што ќе следуваат, но еве конкретно младите каде се повеќе ангажирани во наредниот период кој што следува? Еве ни доаѓаат и празници, сигурно ќе имате и некоја забава ќе организирате, обично пред Нова година организирате убави забави од страна на младите. Што е вака еве до крајот на годината што ќе биде актуелно? Па до крајов ево на оваа година, значи сега ја одбележуваме неделата за грижа на стари лица, потоа денот на лица со посебни потреби, потоа младите ќе се вклучат во хуманитарни активности, го викаме Хуман декември, значи декември е месец кога се подарува, посебно се подарува за сите тие празници, онаму каде што е најпотребно на луѓето кои што се осамени, некој новогодишен хепенинг сигурно. Во јануари веќе почнуваме со новиот ПХВ циклус, кога нови 35 средношколци од Охрид ќе ги поминуваат трите обуки што ќе им се потребни да изготвуваат проекти. Со тие проекти до април, мај ќе помагаат некому. И така натаму. Значи се она што е тековно по календарот на Црвен крст, но и се она што ќе се роди попатно, ќе се обидеме да го реализираме. Така. Сигурна сум дека ќе успеете во тоа, значи добар тим сте и одите само напред. Реков, нема препреки, кога доаѓа идеја и веднаш гледате како да ја реализирате. И ме радува фактот што покрај сето тоа што младите го добиваат таму како некое знаење, делувате и на воспитната компонента. Значи, многу се зборува за оние човечки вредности кои што за жал во последно време малку се подзаборават и се стават настрана. Значи пред се да се биде човек во вистинска смисла на зборот, па потоа се друго. Да, јас и пред малку спомнав дека според мене Црвен крст е едно од ретките места каде вредностите не го изгубиле своето значење. Најпрво ние се обидуваме со позитивен пример да делуваме кај нив, кај младите. И буквално се трудиме во било која од овие активности за кои што разговаравме во теков на емисијава, освен што добиваат знаења, вештини, способности, ние цело време се обидуваме воспитно да влијаеме на нив, да ги учиме на работи позитивни, работи кои што ќе им помогнат во секојдневниот живот, кои што ќе им го олеснат секојдневниот живот, ги учиме да бидат корисни младинци на ова општество, да бидат позитивен пример во општеството. Токму така, ние ги учиме децата во Црвен крст, младите во Црвен крст да бидат позитивен пример и нивните врсници, другари, нивната околина нив да ги следи и во нив да гледа позитивен пример. Така. Вие сте волонтер во Црвениот крст, инаку сте педагог по вокација, повторно работа со деца. Да, значи секогаш мора да има нешто, некој заеднички именител. Како дојдовте во Црвен крст? Дали можеби вие како младинец стапнавте во оваа организација или подоцна се приклучивте? Јас подоцна се приклучив и навистина ми е многу жал секогаш кога правиме некои работилници интерактивни, едукативно забавни,
секогаш ми е многу жал што кога јас растев, кога јас бев младинец, Црвен крст мене ме подсетуваше на крводарителство, на прва помош, а јас лично не бев тогаш љубител на такви некои активности и некако не најдов некое поле каде јас можам да се вклучам како младинец. И тоа многу ми недостасува и многу често би сакала да сум од другата страна, кога правам работилница со моите младинци во Црвен крст. Јас сум волонтер 11 години, значи откако се вработив, дојдов преку една активност, дисеминација, значи преку една моја колешка која што ме активира да дисеминираме. Тоа се обуки каде работилници во кои останатите луѓе треба да научат нешто за движењето, за идејата на Црвениот крст, принципите, компонентите. Така стапна во Црвен крст, а Црвен крст е место каде што, барем ние така викаме, кога ќе се стапне и кога ќе се пронајдеш барем во еден дел, навистина се заразуваш, остануваш таму и само си наоѓаш некои други активности, идеи, некој друг простор каде што целосно ќе се исполниш. Така да јас стапнав во тој дел, но останав ето таму, бидејќи некако Црвен крст ми даде простор да се реализирам во многу делови. Так, може би онај дел кој што ви недостасувал како млад човек, сега го пополнувате еве со работа, директна работа со младите луѓе. Да, може би. И навистина овие генерации се срекни што имаат ете можност каде што можат да ги изразат, имат простор да бидат своји, како да кажам. Така. Драго ми е што младите имаат своје катче каде што можат да си се пронајдат себе си и да се реализираат, да ги учат оние вистински животни вредности. Се поголемиот број покажува дека навистина го правите она што треба и како што треба и продолжите и понатаму. Ние сме тука, ги следиме сите ваши активности, да ве поддржиме како медиумска куќа, затоа што се што е позитивно треба да се истакне. Да, ви благодарам и како медиумска куќа, секогаш навистина да ги поддржувате нашите активности и како граѓани на Охрид. Ние сме тука, сметаме дека ова е потребно, дека нема потреба од откажување, дека најважно е да се остане човек и ние ќе гледаме од нашите младинци да направиме корисни граѓани еве во Охрид, бидејќи толку можеме. Значи кога сите кои што имаат одговорност за овој град, да кажам, би ги работите како што ние се трудиме да ги правиме, тогаш мислам дека нема да имаме никакви проблеми и навистина ќе живееме во еден прекрасен град. Така. На младите светот останува. Да завршам како што почнав. Ви благодарам за учеството во Лупа. Ви благодарам и вас.